Последните минути од Македонија наутро ги посветуваме на студентите. Има многу што да се каже на оваа тема, но за да направиме своевиден вовец во тоа што сакам да ви го кажеме со соговорничките овде во студиото 3 на МТВ, го вклучуваме Мартин со неговата гостинка. Мартин, зборуваме за студентите, а за да можеме да зборуваме за стандардот, за да можеме да зборуваме за перспективите на студентите, ајде да направиме прво една слика. Како изгледа секојдневието на еден студент во Македонија? Кои се предизвиците на дневно ниво? Така, Кристина, пред да направиме една слика за тоа какво е секојдневието на студентите, можам да кажам дека за разлика од првото линковско вклучување, времето сега е навистина пријатно, сончево и со температура од 9 степени. Екипата на Македонија наутро се наоѓа на кеот на реката Вардар, а наша соговорничка е Ангела Василевска, студентка на факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство. Ангела, добро утро. Добре дојде во Македонија наутро. Како си ова утро? Па супер, вие како сте? Благодарам. Ангела, кажете ми како е вашето секојдневие како студент? Што правите? Па сега според тоа што студентите нели опаќаме голем опсек, секој нели има различни активности, но во глобално врските се нели посетување на факултети, вежби, а потоа завршување на работните обврски и најверојатно одење на некои настани, нели дека сега за студентите често се организираат различни настани за подобрување на вештините. Така, кога станува збор за студиската програма, задоволни ли сте од истата или потребно е подобрување? Па како студент на Финки, јас можам да кажам дека мојата студиска програма е доста подобрена и е ефективна и брза за за вклопување во образованието, но можам да кажам дека секогаш има простор за на сите факултети да се работи за поефикасно, подобро и помодерно образование. Така, вие сте дел и од универзитетското студентско собрание. Колку е слушнат гласот на студентите, особено кога станува збор за прашања кои ги засегаат самите студенти? Па дефинитивно можам да кажам дека не секој студент се осеќа слободен и безбеден да го каже својот став и своето мислење, односно некоја неправда или незадоволство кое што му се случило во текот на студирањето, но затоа тука се студентските собрања како и студентските правобранители кои што на нив може тоа да им се пренесе, а ние да се обратиме до соодветните установи, дали деканат, ректорат или пак некоја друга институција каде што може да ги заштитиме секое студентско право. Ангела, користите ли бесплатен автобуски превоз како студентка? Да, користам. Така, значи се уште има бесплатен превоз за студентите? Да, се уште има. Добро. Кога станува збор за условите во студентските домови, изминативе години бевме сведоци дека тие се едни лоши субстандардни услови каде што беа сместени студентите. Какви се во моментов? Па во моментот можам да кажам дека функционални домови се домовите Гоце Пелагонија како и студентскиот дом Сеник, а во реконструкција се домовите Кузман и Стив. Сега тоа што можам да кажеме дека моментално Кузман се фокусира на поправка на сеизмичкиот проблем кој што е настанат на последните 2 спрата, но покрај ова можам да забележам дека покрај реновирањето на нефункционалните домови мора да се фокусираме и за одржување на функционалните домови, бидејќи се соочуваат студентите кои што веќе живеат во студентските домови со некои технички проблеми, како што се, например, во Пелагонија неработењето на лифтот, проблеми со струјата, со интернетот и така натаму. Ние како студентско собрание се трудиме да ги поправиме тие проблеми и да го решиме студентскиот стандард, но сепак најголем проблем е заради тоа што студентите и МОН заедно цената која што ја плаќаат за студентските домови изнесува околу 7.000 денари, а вистинската и реална сума која што за еден студент да има еден прифатлив студентски живот изнесува околу 14.000 денари, па така на тој проблем би требало да се поработи. Има ли доволно места за да се бидат згрижени сите студенти? Па може да се издвојат доволно места, но сепак за секој студент да биде обслужен без разлика на тоа дали живее во друг град или не, бидејќи сите студенти треба да ги гледаме на исто, сепак може да се работи на доправување на нови студентски домови. Ангела, кога би направиле една паралела за тоа дали би студирале во странство или тука во земјава, кога би имале шанса би студирале ли во странство или би останале тука во Македонија? Па
Јас би останала овде во Македонија, бидејќи сметам дека нели кога се оди во странство, секој би рекол дека секој може да почувствува нови предизвици и да се соочи со некои потешки работи кои што потоа би му помогнале нели натаму во животот. Јас не би се согласила, бидејќи тоа зависи од карактерот, така да каде и да се наоѓаш, тоа зависи од индивидуата во колку предизвици ќе се вклучи и колку ќе сака нели да се вклучи во студентскиот активистички живот и да работи на своите вештини, дали технички, дали меки вештини. Сега од друга страна за квалитетот на образованието сметам дека Македонија како и УКИМ посветено работи на развојот на образованието и сметам посебно на мојот факултет, сметам дека е еден од подобрите факултети на каде што може студентот да се запише без нели да се соочи со предизвиците на нова околина, да се снајде каде како и да биде, или пак соочување на говорење на различен јазик и изучување на истиот. И уште едно прашање за крај на нашиот разговор. Неодамна собранието ги донесе измените на законот за субвенциониран студентски оброк. Со тоа се зголеми опфатот на студенти кои ќе добиваат ваква субвенција, но сумата од 140 денари останува се уште иста. Доволни ли им се на студентите 140 денари за оброк или треба оваа сума да се зголеми? Па вака, нели како што беше ситуацијата, моменталните средства нели изнесуваа дали имаше две опции, дали да се прошири опсегот на студентите кои што земаат оброк или да се покачи за 20 денари. Сега нели многу подобра опција е поголем опсег на студенти да го уживаат оброкот, студентскиот оброк, но кога би забележала дека мерката всушност означува субвенциониран студентски оброк, а не нели комплетен студентски оброк, сепак со моменталните услови, сметам дека тоа би подпомогнало за еден комплетен оброк на еден студент, дури во некои локални маркети мислам дека би било и доволно за еден оброк, но нели сепак би требало и се стремиме да работиме кон подобро и кон поголем студентски оброк. Ангела, ви благодарам за одвоеното време и за гостувањето во утро во емисијата Македонија на утро. Ви благодарам и на вас. Кристина, разговаравме со Ангела Василевска, студентка на ФИНК, отворивме повеќе теми кои ги засегаат студентите и слушнавме од прва рака какво е секојдневието на еден студент во Македонија.